Преглед на настаните на дневникот. Охридските матуранти го одиграа квадрилот на матурската парада. Охрид по прв пат го одбележа светскиот ден на мултикултура. Нова водоводна линија за поранешна касарна. Бесплатни обуки за козметичарки спроведува регионалната занаетчиска комора со цел економско зајакнување на жената. Драматични сцени на евакуација во поплавите што ја зафатија Источна Австралија. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Во вечерните часови врнежите ќе престануваат. Максималната дневна температура изнесуваше 20 степени Целзиусови. Европскиот континент утре ќе е под влијание на длабок циклон со центар на Северна Европа. Истовремено преку Алпите и Балканот се протега фронтален систем со силна конвективна активност, условувајќи нестабилно време со поројни врнежи од дожд и појава на невреме. Во останатите делови од Европа се очекува стабилно време со сончеви периоди. Во поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Во северните, крајните источни предели и во Албанија нестабилно време со локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 28 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен јужен и југозападен ветер кој што во западните предели ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 19 до 29 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен југозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 23 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 24 степени. Во сабота предпладне претежно сончево, а попладне повторно нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и посвежо со минимална температура 9 и максимална 13 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридските матуранти го заокружија средношколското подглавие од својот живот со традиционалната матурска парада. Денеска на градскиот плоштад, точно на Пладне, над 300 момчиња и девојки од охридските средни училишта го заиграа квадрилот. Дождот не ја намали радоста и свеченоста на моментот. Денеска на Охридскиот плоштад танцуваше младоста. Околу 300 матуранти зачекорија во новото поглавје од својот живот играјќи го квадрилот. Во танцот на препознатливите звуци од Штраусовата опера Лилјакот и во сценографија со сини и бели маички и чадори уживаа родители, баби и дедовци, минувачи и гости. Дождот не ја намали радоста и свеченоста на лицата на матурантите. Се чувствувам весело, радосно, среќно дека завршиме, успешно завршиме 4 години и врнежливо се време од тоа. А би продолжил или Апостол Павле одека на IT факултет или Финки, Скопје. Градоначалникот Кирил Пецаков порача дека градот е горд на својата младина, им посака успех и да не се откажуваат од своите соништа. Сонувајте со отворени очи, мечтајте по убави нешта и никогаш не скршунувајте од вистинскиот пат. Бидете добри луѓе, со добра мисла и желба, да направите добри дела за себе и за луѓето околу вас. Само така ќе бидете задоволни од себе и ќе градите здраво општество со здрави навики. Матуранти, гордост наша. Вашите години, вашата младост дозволува се. Пораката до генерацијата годинава ја испрати Мартина Настеска од Охридската гимназија Свети Климент Охридски. Генерација сме успешни ученици кои гордо и исправено ги очекуваме новите предизвици во животот и храбро треба да чекориме кон нови патишта и успеси. Нека оваа парада биде символ на слободата, зрелоста и одлучноста со која ќе го градиме нашиот пат понатаму, порача Настеска. Нека не потсети дека заедно сме посилни и дека секој крај е нов почеток. Дека знаеме како да бидеме дел од тим, како да се поддржуваме и како да го славиме животот. Со радост, со енергија и со стил. Како што ги совладавме танцовите чекори, така успешно да ги совладаме и ините предизвици во животот. Со чекори искри, со насмевки искрени, со срца што чекаат во искрито. Нашата разиграна младост, денешната позитивна енергија и оваа прекрасна убавина силно нека одекнат заедно со мојкната порака на секаде низ светот. Мартина во име на матурантите изрази благодарност до професорката Катерина Стојановска за подготовката на парадата.
Воедно се заблагодари на општина Охрид и градоначалникот Кирил Пецаков што им овозможиле да стават јасен белег како генерација и да ја реализираат нивната замисла. Инаку парадата на матурантите започна во 2001 година во Словенија, а нејзин идеен творец е Томаш Амброш од танцовата школа Уршка од Љубљана. Охрид за прв пат го одбележа светскиот ден за разновидност на културите. Во основното училиште Братство и единство оттекна детската песна на 3 јазици. Се играше македонско, турско и албанско оро. Се презентираше народната носија, а средното угостителско училиште презентираше мултикултурна софра. Со музика, песна и ора на 3 јазици, македонски, албански и турски, во Охрид за прв пат се одбележа светскиот ден на разновидност на културите за диалог и развој. Во рамките на проектот разликите сближуваат на Сдруженијето Нова Порта. Учениците од основното училиште Братство и единство порачаа јазикот и традицијата не смеат да бидат препрека за другарување. Различните верувања, обичаи, празници треба да ги сближуваат. Тие се предност, богатство и привилегија. Од општина Охрид велат, негувањето на мултикултурализмот и промоцијата на различностите ке прераснат во традиција. Со реализацијата на проектот разликите сближуваат. Општина Охрид стана водечка општина во Македонија, која ја слави различноста преку културната разновидност, со која најдобро се гради едно општество за сите останати. Само доколку ја разбереме мултикултурата како национално богатство, можеме да кажеме дека сме успеале да создадеме подобар свет за живење, полн со разбирање и полн со толеранција. Учениците од основното училиште Братство и единство, кој одбележа 75 години од своето постоење, а воедно и патрониот празник, ги презентираа традицијата и обичаите, како и народната носија, препознатлива за нивната етничка припадност. Од ова училиште сите ние успеавме да изградиме дом. Дом во кој децата зборуваат различни јазици, но играат и се смеат на ист начин. Дом во кој наставниците се припадници на различни култури, но предаваат со едно исто срце. Дом во кој секоја вера се почитува, секоја традиција се прифаќа, а секоја различност се слави. Учениците од средното угостителско училиште Ванчо Петушевски подготвија мултикултурна софра со традиционална храна од сите етнички заедници. Навистина сме горди што сме дел од ваков настан. Значи можете да видите дека нашите ученици заедно со стручните професори подготвија храна од сите националности која е традиционална за нив. По повод светскиот ден на мултиетничките заедници, ние приготвивме мултиетничка трпеза, како што можете и самите да ја видите, со јадење од многу мултиетнички заедници, душа албанска, македонска, турска, ромска и така натаму. Со цел да докажеме дека тие различности не обединуваат сите нас. Тука исто така имате комат со спанаек, сирење и јајце. Исто имаме пиши, тие се пржено тесто, имаме сарми, имаме питулици со сирење и исто така слични национални храни. Секоја година на 21 мај светот го одбележува светскиот ден на културната разновидност, инициран од УНЕСКО во 2001 година. Нова водоводна линија за поранешната касарна. Екипи на јавното предпријатие Водовод Охрид започнаа со изведба на нова водоводна линија за комплексот касарна Михајло Апостоловски, во чии рамки од 1 септември 2025 година ќе започне со работа основното училиште Кочораци. Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на целиот комплекс, се поставува цевковод од полиетиленски материјал со профил Фи 160 мм во должина од 529 метри. Средствата во вредност од околу 4 милиони денари за реализација на проектот се обезбедени од буџетот на општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. Бесплатен курс за козметичарки за лице и тело организира регионалната занајчиска комора Охрид. Обуките ќе се реализираат во соработка со средното стручно училиште Свети Наум Охридски, козметички салони и Граѓанскиот универзитет Кузман Шапкарев. Целта е создавање можности за достоинствена работа и економско јакнење на жените.
Обуки за козметичарки за лице и тело организира регионалната занаетчиска комора Охрид во соработка со занаетчиската комора на Македонија. Денеска во просториите на Граѓанскиот универзитет за доживотно учење Кузман Шапкарев се одржа информативен ден за заинтересираните кандидатки. Обуките се целосно бесплатни и се наменети за жени кои сакаат да се стекнат со вештини, знаења и сертификат за козметичар за лице и тело, со што ќе добијат повеќе можности на пазарот на труд или за самовработување. Курсот брзо ја потполна бројката, беше планирано околу 15 веќе ги имаме. Јавниот повик заврши, тука се кандидатите, денеска ќе почнеме со настава. Секоја дополнителна дејност за секого, така и за овие кандидати е добре дојдена, дел од нив се вработени, без разлика на тоа, ево користат прилика да изучат и занает, кои најверојатно понатака би им се нашол самото имали можност да отворат своји козметички салони, од една да се префалат на друга струка, да го дополнат своето знаење, да работат како хоби, значи има многу можности. Обуката за козметичарки за лице и тело ќе трае до октомври со 2 часа неделно. Дополнително ќе се понудат и обуки за изработка на природна екокозметика во соработка со локални пчелари и фармацевтски компании, како и модули за развој на предприемачки вештини. Теоретскиот дел ќе се одржува тука во работничкиот универзитет, практичниот дел во козметички салони, дел во средното училиште Свети Наум Охридски, така да мислам дека кандидатите ќе имаат соодветна и квалитетна настава. Обуките ќе ги држат и практичниот и теоретскиот дел, стручни лица од областа на козметичарството, тука во најголем дел практичниот дел ќе биде опфатен со практична настава во козметичарски салони и то баш кај оние кои имаат диплома за менторство, козметичарки и дел во средното училиште Свети Наум Охридски. Обуките се во рамки на проектот Образование и економско зајакнување на ранливи групи жени во Македонија, чија цел е создавање можности за достоинствена работа и економско јакнење на жените. Дебата на тема црвен картон за врсничкото насилство во организација на Интернационалната полициска асоциација Охрид и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво при општина Охрид. Интернационалната полициска асоциација Охрид и Општинскиот совет за превенција на детско престапништво при општина Охрид на 23 мај петок во 12 часот и 30 минути организираат дебата Црвен картон за врсничкото насилство. Предавач на тема Емпати плюс СР, нов модел за превенција на врсничкото насилство, ќе биде академикот Љупчо Кеверески, а учесници ќе бидат полициски службеници од Одсекот за превенција и инспектори за малолетничка деликвенција при СВР Охрид и ОВР Струга, од Општинскиот совет за превенција на детско престапништво, од секторите за образование од општините Охрид и Струга, наставници, педагози и психолози од образовните центри во Охрид и Струга, од Основниот суд, адвокати за малолетници, представници од центрите за социјални работи од Охрид и Струга, представници од локалните младински совети, од Црвен крст и други. Дебатата Црвен картон за врсничко насилство ќе се одржи во големата сала на општина Охрид. Во петок 23 мај, јавното предпријатие Охридски комуналец организира акција за подигнување кабаст и зелен отпад од урбана заедница 12, Гоце Делчев, населба Бараки. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 23 мај и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата од периодот од 7 до 21 часот. Отпадот треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, укажуваат од предпријатието. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!